Општина Кочани ја отплати ратата во висина од 5 милиони и 300 илјади денари од кредитот што беше добиен преку проектот за подобрување на општинските услуги МСИП 1 и МСИП 2. Со тоа, вкупното раздолжување само по основ на кредити за околу една година достигна сума од 15 милиони и 800 илјади денари. Освен кредитите, редовно се покриваат и тековните обврски, со што и оваа година општината го задржува статусот на финансиски стабилна и кредитоспособна локална самоуправа. Дисциплинираното и рационално работење со буџетските средства во изминатиот период дозволува да се бараат начини за побрзо и комплексно решавање на инфраструктурните проекти, што се ставени како приоритет за тековната година. Обезбедената кредитоспособност веќе и овозможи на локалната самоуправа на Кочани да ја искористи и можноста за аплицирање по повиците за заеми од Светска банка и од Министерството за финансии од проектот МСИП 2. Побарани се средства за реализација на инфраструктурни проекти, меѓу кои и за довршување на улиците Петар Синадинов, Скопска, Стефка Тасева, 555 и Скоерска во населбата Прокарка во Кочани, како и за асфалтирање на крак од Искра во Усова чешма и улицата 560 во Лесна индустрија. Исто така, планирано е да се работи и на улиците Кирил и Методий, Маршал Тито и Борис Евтимов во селото Тракање, како и на два крака од улицата Раде Кратовчи и дел од Асном во населбата Оризари. Според пресметките, за комплетирање на приоритетните проекти на општината и се потребни 43 милиони и 900 илјади денари, од кои 27 милиони денари се бараат преку поволен заем, а останатите се обезбедени од општинскиот буџет.